Почитуван председател, почитувани колеги и колешки пратеници, почитувана македонска јавност, почитуван вице-премиер. Добро, еве, очигледно продолжуваме со низата на барања од страна на владата за прогласување или во овој случај продолжување на кризата на територија на Република Македонија. И навистина можам само со жал да констатирам дека ние ќе останеме лидер во низата на прогласени кризи на територија на Република Македонија. Значи, се уште не познаваме ние друг пример, друга земја која што има волку бројни кризи, а при тоа резултати или подобрување на состојбите не можеме да забележиме. Навистина забележав и на многу интересна анализа во делот на енергетската криза, која што се однесува на Македонија и вели енергетска криза или криза без крај. За мене отприлика вториот делов наслов е синоним за она што се случува во континуитет на Комисијата за одбрана и безбедност во делот на барањата од страна на владата на Социјалдемократскиот сојуз за кризите. Но она што е многу поважно и што со право граѓаните ќе бараат одговор е дали овие барања за продолжување на кризи, во овој случај енергетската, ќе ја подобри состојбата во Македонија. Одговорот е не. И ќе се обидам да образложам зашто сметам дека тоа е така. За поедноставно да се разбере што се случува, ќе земам еден најобичен пример. Во делот на енергетската криза. Енергетската криза има барем две лица. Едното лице е сиромаштијата, и таа е на страната на народот, и само на народот, и компаниите. И другото лице е профитот, а тоа е власта, Социјалдемократскиот сојуз и компаниите за кои што ќе зборувам. Затоа е потребно дополнително продолжување на енергетската криза, почитувана македонска јавност. Продолжување на енергетската криза нема да значи намалување на сиромаштијата, односно намалување на сметките на струја или електрична енергија, ако милувате. Туку напротив, енергетската криза, прогласувањето и продолжувањето на енергетската криза ќе значи само дополнителен простор, комодитет на власта и на блиските до власта за дополнителни тендери во 4 очи. Искористување на државните ресурси за зголемување на профитот, на приватниот профит, на приватното конто и сметка на лица блиски до Социјалдемократскиот сојуз и оваа влада. И ова мислам дека веќе на сите ни е јасно, заради тоа што, како што кажав и на почетокот, ова е уште едно ново барање за продолжување на енергетските кризи, но ние до овој момент, односно граѓаните на Република Македонија, од овие прогласување и продолжување на енергетски кризи, не видоа никаков бенефит. И се прашувам дали владата, барем кога го доставува барањето до собранието, до Комисијата за безбедност, одбрана и безбедност, едноставно се обидува 10 минути да помине од владата до тука до собранието и да види што се случува во реалност и на терен. Затоа што тоа не треба да каже Марија или ВМРО-ДПМН или опозицијата. Длабокиот колапс во секој сектор во Македонија, од енергетски, економски, образовен, здравствен и да не продолжам понатака, лесно можете да го видите само ако излезете од владата. Вие дека да стигнете до собранието, ќе ги видите затворените дуќани на малите и малостопествениците, како сакате. Ќе ја видите грижата и отсуството на надеж во Македонија
по делот на лицата кај граѓаните. Загриженоста. Недоволната куповна моќ и тоа за основната потрошувачка кушничка. Вие замислете, ние имаме потрошувачка кушничка која што согласно нашиот завод е нешто повеќе од 48.000 денари, а имаме минимална плата од 18.000 денари, 18.500, ако милувате. И сметки кои што на електрична енергија кои што се повеќе од 30% зголемени. Ве молам, немојте да излегувате, бидејќи тоа го слушнав овие денови, немојте да излегувате со такви паушални, па би рекла и прилично демагошки констатации, изјави дека 7%. Не, граѓаните ве демонтираат, затворените дуќани дуго го прошетат од владата до собрание, само за да го доставевте ова барање за енергетска криза, ќе увидовте што се случува на улиците. Сето тоа е рефлектирано во домаќинствата. Денес во Македонија не постои домаќинство кој што не се прашува како ќе го преживее секој нареден ден. Не секој нареден месец. Сиромаштијата е апсолутно во пораст, а голем учинок во сиромаштијата, во оваа инфлација од повеќе од 17% веќе, има и тоа како електричната енергија. Мислам, не можам се уште да го оправдам, ниту пак никогаш ќе се обидам да го разберам односот на власта, кога опозицијата излезе со пакет на законски мерки, се со цел да излеземе во пресред на граѓаните и да се обидаме, барем во мал дел, да го превенираме ова што дојде и уште е полошо што ќе следи. Меѓутоа, длабокиот сон во кој што се наоѓа власта, не само оваа година, изминатите 5 години, доведе до оваа состојба во која што е Македонија денес. Навистина загрижува состојбата и сигурна сум дека ова што го говорам, граѓаните на следните парламентарни избори и тоа како ќе мора да ве казнат за вашите штетни политики. А политиките кои што ги водите или уште повеќе кои што не успеавте со време да детектирате мерки, антикризни мерки, за да го заштитите стопанството и граѓаните, ќе донесат еден единствен резултат, а тоа е едно голямо збогум од политичката сцена во Република Македонија и потоа одговорност за сите постапки кои што во време на криза, додека сиромаштијата расте, додека стопанството се затвара и на колапс, на колена, како одредени компании блиски до ова парламентарно мнозинство, односно до владата, значително го зголемиле својот профит и своето приватно конто. Како што реков, едното лице е сиромаштијата и граѓаните со високи сметки за струја, мали и средни предпријатија кои што се и тоа како затворени. Некои последни статистики беа дека повеќе од 6300 компании беа затворени, но тие статистики сигурно се сега и многу повеќе, но затоа другата страна на профитот, втората страна, би рекла за власта, таа е единствена страна, тоа е профитот и бизнис интересите. И секако тука прв синоним би била дуќанот во изгет на господинот Ковачевски, што повторно се потврдува тезата дека втората страна на енергетската криза е профитот и богатството на власта, или пак уште повеќе ако милувате дека Македонија стана една од првите земји во регионот каде што го имаме и најмладиот собственик на енергетска компанија, кој што е апсолутно близок до власта и до поранешниот премиер семејно. Така да граѓаните со право ќе ви го постават прашањето што продолжувањето на енергетската криза ќе значи за нив. А нема да значи ништо. Ништо добро заради тоа што цените на електрична енергија ќе растат
инфлацијата ќе расте, кумбовната моќ ќе опаѓа, потрошувачката кошничка ќе се зголемува, платите нема да растат, односно ќе треба да се живее со минималец. Затоа граѓаните со право бараат зошто се бара продолжување на енергетската криза, а од друга страна не само зошто, туку што токму продолжувањето на енергетската криза ќе значи. За жал, повторувам, ништо. Пред мене имам ова анализа, која што, како што ја спомена, били енергетска криза или криза без крај за Македонија. За жал се, додека овој социјалдемократски сојуз на власт, ќе значи криза без крај и ќе останеме лидер во прогласени кризи на територија, најмногу по број. И што вели World Energy Council во однос на енергетскиот индекс. Имено тој во последното рангирање, кој обединува дури 3 индикатори, со кои ги опишува енергетските системи на земјите во светот, енергетската сигурност, еднаквост и одржливост. За 2021 година Македонија рангира дури на 57-то место од вкупно 101 место. Односно, тоа значи, се продолжува во анализава дека енергетската сигурност кај нас е најслабо рангираниот поединечен индикатор. И сега се прашувам, господинот Беслимовски, чинам се вели, се презиваше, кој што во неговиот извештај во собранието во рамките на Комисијата за безбедност и одбрана констатиравме дека се дозволува да пие кафе дури од 84 евра чином. Како тоа заборавил? Дневно, благодарам, да, дневно 84 евра дневно за кафе. Замислете, тоа е приход кој што социјално ранливите категории во Македонија не можат ни одблиску да го замислат или да си го имаат. Да го имаат, ме интересира во неговата работа, опис и попис на работни места, што господинот Беслимовски прави, освен тоа што присуствува на партиски состаноци. Именно, едно од неговите надлежности е функционирањето на пазарите на енергија со цел да се обезбеди нивно унапредување и сигурност во снабдувањето со енергија. Најверојатно е запатен со скапото пиење на кафиња во неговата удобна фотелја, додека граѓаните се прашуваат како со 18.000 динари треба да се дозволат основната потрошувачка кошничка во Македонија од повеќе од 48.000 динари со стапка на инфлација 17%. Ете така. Тоа е нешто што вие ќе треба да го одговорите, заради тоа што да ве пуцата вице-премиер, министерот си уште го чекаме со пакет на антикризни мерки, но многу едноставно го одбивте пакетот на мерки кој што ВМРО-ДПМН него предложи во насока на заштита и подобрување, превенирање, ако сакате, на ова што денеска вие го барате. А одговорност нема. Најголемиот проблем со секој ново барање е што одговорноста не ја утврдувате. Вие треба да утврдите која е причината и да повикате на одговорност што континуирано лошо менаџирате во секој сектор во Македонија, овој пат во енергетскиот, имаме и друга точка за топлинската. Одговорност нема. Вие продолжувате вие одлучувате да бидете во вашиот лабок сон и послан 5 години. И не можеме да ја препознаеме грижата кај вас, ниту пак граѓаните, за оваа состојба да се подобри. Затоа што денес, се уште во денес во собрање, немаме добиено никакви антикризни мерки, барем или во мал дел да се помогне на социјално ранливите категории или пак на стопанствата. Во последниот извештај на Обединетите нации за
колку ние ги исполнуваме целите за одржлив развој. Вчера чинем имавме само една од целите, тука ја дискутиравме. Таа се сонесуваше во делот на лицата со права за хендикеп, права на хендикеп. Ова е седмата цел, достапна и чиста енергија. Исто така не можеме да се пофалиме, велат, со добри резултати. Според достапна и чиста енергија, која што е седма цел на стратегијата за одржлив развој, ева што се вели. Замислата е сите да имаат достапно, сигурно, одржливо и модерно снабдување со енергија. Во 2022 година Хрватска и Албанија се оценети како добро дека напредуваат кон остварување на целите 2030. Словенија, Босна, Херцеговина, Црна Гора, Бугарија, Грција, Кипар и Турција бележат благ напредок, додека за жал Македонија бележи стагнација во доменот на одржлив развој на енергетика, односно цел 7 од стратегијата 2030 за одржлив развој. Прашувам, ќе се побарали одговорност за состојбите во енергетиката? Или пак понатака ќе создавате услови со барање на продолжување на енергетски кризи или дополнителни кризи со цел оние тендерски постапки кои што треба да постојат, да останат во сенка, односно тендерите во 4 очи да продолжат да врват, како велат овдека некои драги колеги, се согласувам. Дали тенденциозно ги прогласувате овие кризни состојби заради тоа што се создава простор за тендер во 4 очи, на сметка на граѓаните и на народот? Би можела и многу што да говорам во делот на енергетиката, за да се обидам да ве разбудам од длабокиот сон, со цел за да ви доближам со што се соочуваат граѓаните, стопанството, општините, државните институции, јавните предпријатија, но овие денови на дебата едноставно не можам да ја препознавам волјата кај вас за подобрување на состојбата. Се читам дека ви одговара овој комодитет на прогласени кризни состојби, заради тоа што профитот кај бизнисите кои што се партиски блиски на владеачката гарнитура и тоа како имаат од полза. Затоа ме загрижува, не дадовте одговори за многу прашања кои што ви ги поставија колегите, од нетранспарентноста на склучените тендери, до тоа зошто се продаваат ноќните вишоци и како се дозволува во состојба на дефицит Македонија да продава ноќни вишоци. Како тоа нема да има рестрикции, но сепак има покачување на струја. Што тоа значи за граѓаните? Ништа. 30-40% сметките ќе се растат. И немањето на рестрикции треба да биде утехата на 18.000 динари минималец со 30-40% повисока електрична енергија, која што е главен контрибутор во растот исто така и на цените. Многу ми се интересни овие економски логики, односно не логики на владата, но најверојатно тоа е нешто кое што вие тенденциозно го правите заради тоа што не можам и не сакам да прифатам дека тукав економски тим кој што користи државни ресурси со намера тера вакви штетни политики. Ако не е така, тоа треба да го објасните. И треба да објасните зошто се уште немате никаков пакет на антикризни мерки кои што ќе го спасат стопанството, компаниите и граѓаните. Не би можела навистина да разберам повторно логиката, ниту пак да оправдам заради тоа што тоа не е во интерес на граѓаните. Ова барање на
енергетска криза, односно криза без крај, очигледно ќе следи во наредниот период. Впрочем, колку лошо се менаџира во секој сектор, вклучително и во енергетскиот, е потврда и оваа комисија. Доколку владата немаше потврлање во менаџирањето на енергетската криза, ние денеска немавме да имаме воопшто барање за продолжување на енергетска криза. И кога некој најверојатно би се декларирал, како што владата милува да се декларира како прогресивна влада, ќе заклучи дека треба да достави до собранието уште едно барање за продолжување на енергетска криза. Прво, и логично би било за некоја влада која што споделува европски вредности, е да кажа дека ние бараме од вас да продолжите енергетската криза, но истовремено ви ветуваме и еве ви носиме оставката на тој и тој министар. Заради тоа што тој министар потврди кога вие му дадовте поддршка во прогласувањето на енергетската криза. Или тој тим. Ние до денес немаме одговорност од ниту еден од членовите на владата, но затоа имаме тука ново барање за продолжување на кризата. Едно е сигурно, дека колапс во секој сектор, се додека Социјалдемократскиот сојуз е на власт, ќе продолжи. И тоа не го велам јас, тоа го велат истражувањата на сите јавни мислења. Граѓаните апсолутно не се согласуваат и не даваат поддршка на оваа влада, заради тоа што е јасно дека не испорачавте живот, а тоа го ветувавте, туку и оној малку што остана, веќе има купено картата во еден правец, а тие кои што се одлучуваат да останат, сигурно на следните први предвремени парламентарни избори, ќе кажат едно големо не за ваквите штетни политики. Ви благодарам. Ви благодарам. За реплика е пријавен